Во последниве денови, вниманието повторно се насочи кон Ормунскиот теснец, една од најважните точки за глобалната економија. По најновите случувања, цената на нафтата почна да се намалува, а берзите покажаа движење нагоре. Ова доаѓа откако се појавија сигнали дека може да има договор меѓу САД и Иран. Ормунскиот теснец е клучна рута низ која поминува голем дел од светската нафта. Секој ризик во овој регион веднаш влијае врз цената на енергенсите и пошироката економија. Кога има закана за затварање или нарушување на оваа рута, цените на нафтата обично растат. Но кога се појавуваат знаци дека ситуацијата се смирува, движењето оди во спротивен правец. Во исто време, Доналд Трамп изјави дека постои реална можност за брз крај на конфликтот. Паралелно со тоа, САД разгледуваат конкретен предлог за договор со Иран. Ова покажува дека не станува збор само за изјави, туку за реални разговори што веќе се водат. Дополнително се нагласува дека токму овие сигнали за договор се една од главните причини за промената во движењето на цените. Ова е типичен пример како очекувањата влијаат врз пазарите уште пред да се случи нешто конкретно. Инвеститорите не чекаат финален договор, туку реагираат веднаш штом се појави насока. Од американска страна се разгледува предлог што вклучува одредено олеснување на економските мерки кон Иран. Таков чекор може да има директно влијание врз снабдувањето со нафта затоа што Иран е еден од значајните производители. Доколку тие бариери се намалат, тоа значи дека повеќе нафта може да влезе на глобалниот пазар. Во истиот контекст се спомнува дека намалувањето на тензиите веќе се чувствува преку цените на енергенсите. Ова потоа се пренесува и на други делови од економијата, како инфлација и трошоци за транспорт. Затоа ваквите случувања не се важни само за еден регион, туку имаат пошироко влијание. Сепак и покрај сите овие сигнали, договорот се уште не е финализиран. Тоа значи дека ситуацијата може да се промени во секој момент, зависно од текот на преговорите. Во вакви услови доволно е една нова информација за да се смени целата насока. И токму затоа движењата што се гледаат сега не се базираат на готов исход, туку на очекување. Ова го прави целиот период многу чувствителен на вести и нови изјави. Кога ќе се спојат овие две информации, се добива јасна слика. Од една страна, имаш потенцијален договор што може да ја намали тензијата во еден од најважните региони за енергенци. Од друга страна, се уште нема финален исход, што значи дека неизвестноста не е целосно исчезната. Во моментот, Ормунскиот теснец повторно е клучна точка, но не поради директен конфликт, туку поради можен договор. Следните неколку дена ќе покажат дали овие сигнали ќе се претворат во конкретен исход. И токму затоа, ова е една од темите што вреди внимателно да се следи.